Во пресред сме на нови избори, локалните избори 2013. Размислува ли Дом како ќе настапи на овие избори, дали останува како дел од таа коалиција или ќе настапите самостојно? Ние сме секако во коалиција, значи ние имаме договор за коалицирање во целиот овој парламентарен мандат и многу логично е дека при било какви одлуки за локален настап ние ќе разговараме со колегите од коалицијата. Знаете дека сме секогаш коректен партнер и ние не би направиле нешто за да и наштетиме на коалицијата. Не би било во ред кон колегите тоа и не би личело на нас едноставно. Затоа, значи, ова бара разговори и внатре во партијата, ние имаме започнато разговори во партијата, знаеме што сакаме, знаеме што би било добро за партијата и сега сме во фаза кога треба да разговараме и со коалиционите партнери да видиме кој модус понатаму би бил добар за сите нас. Лично можам да ви кажам како човек што води една зелена опција, јас би била пресреќна да одиме самостојно на избори со самостојни листи, со тоа што се разбира не би штетеле на градоначалнички листи, тоа реков не е во наш стил, не би оделе на таков начин, но би било убаво да можеме да одиме со самостојни листи. Дури јас мислам дека би било добро можеби за сите партнери од коалицијата да одиме на самостојни листи. Тоа е здраво за самите партии, се раздвижуваат, се мобилизираат, здраво е од друга страна затоа што може секоја партија да си ја промовира својата програма и да ги промовира своите кадри и тоа е здраво, јакне партијата на тој начин и јакне опцијата. За нас како за Зелена партија тоа би било особено битно, бидејќи ова се уште релативно нова опција, 7-та година ја тераме одвај и таа опција се уште бара објаснување, бара промоција, а локалните избори се извонредно место и момент за промоција на зелената опција, затоа што најголем дел од политиките зелени се спроведуваат и се осеќаат токму на локално ниво. Затоа велам, лично јас би била многу задоволна да се договориме и внатре во партијата и со коалиционите партнери за еден таков настап, а би сугерирала и сите партии што сме во коалицијата да одиме самостојно. Тоа е добро и како за коалиција. Дури мислам дека на тој начин може да се освојат и повеќе гласови, затоа што секој кој учествува директно на своји листи мобилизира поголем број од своји пријатели, познати, ја промовира опцијата, се промовира себе си, си зема обврски пред граѓаните и едноставно постои една појака мобилизација и мислам дека е тоа здраво. Цврста ли е доволно коалицијата да издржи еден ваков предизвик на самостоен настап на сите? Зашто да не? Тоа не гледам дека би бил затоа што да речеме после по известно време, условно кажано 2 години по тие избори, нели би можело да се случи различна варијанта, како што имаме примери во различните совети на купување на советници, преминување на советници на една на друга страна. Сметате дека е доволно цврста таа коалиција да го држи тестот? Да, апсолутно. Па веќе толку години функционира во овој состав, јас барем откако знам, откако сме во име на Дом тука, значи веќе 7 година, а од друга страна, знаете, дали некој ќе се купува или продава, тоа е работа индивидуална веќе на карактер, на табијат, на издржливост на личноста и на тоа колку ќе се погоди правиот човек и издржливиот човек да се предложи некаде. Независно дали оди самостојно на листа, дали води листа или е на самостојна листа или на коалициона, иста е состојбата. Тука нема разлика. Битно е да се погодат што поголем број луѓе кои што имаат дигнитет и кои што веруваат во една опција. А ние како Дом во моментов сме во состојба во една нагорна линија со луѓе кои приоѓаат луѓе кои што ја разбираат зелената опција, иако порано можеби повеќе доаѓале поради препознатливост на мене како политичар, поради некои потези што сум ги направила во еден или во друг момент. Последниве години веќе луѓето главно доаѓаат заради зелената опција и тоа е вистинското. Сега веќе сосем спокојно
знаеме дека зелената опција фати добар корен во Македонија, затоа што има луѓе кои што ја препозна и на кои што им треба. Затоа што ако нема зелени да бидат дежурни во политиката, многу работи ќе отидат во друга насока. Не мора да е дури ни со лоша намера, едноставно нема кој да подсетува. Ние сме тука да бидеме дежурни за одредени состојби и тоа е мисијата всушност на зелените било каде и во Европа и во светот. Без оглед на настапот на изборите, велите коалицијата останува после изборите во рамките на тие совети. Спомнавте дека за претходното коалицирање поставивте 6 своји приоритети кои што во најголем дел досега се реализирани. За новата соработка во локалните совети, дали Дом ќе излезе со дополнителни барања кои што сака да бидат дел од исполнувањето на војачката секако, тоа е нормално. Ние секогаш разговараме, всушност најголем дел од нашите разговори со коалицијата се програмски, најголем дел. Затоа што би биле сега тие приоритети битна програма со програма да се врзи. Приоритети има повеќе, тоа би биле пак во рамките на овие генерални приоритети, но самото спроведување на овие генерални приоритети ќе оди преку локалната самоуправа, затоа што значи поефикасна заштита на животната средина. Тоа значи поефикасно действување на сите служби во локалната самоуправа. Ние имаме се уште многу слаб капацитет на службите и ќе треба да се издвојат дополнителни средства за луѓе кои што ќе бидат високо едуцирани, а ќе работат во локалната самоуправа. Без тоа ние нема да можеме да ја зачуваме ни почвата, ни воздухот, ни водите, ништо. А голем дел од надлежностите сега се веќе дадени на локалната самоуправа. Понатаму стимулативни мерки за можност за поставување на сончеви колектори од еден или од друг тип, за инсталирање разни инсталации за обновлива енергија, за енергетски ефикасно градење на објектите и во јавниот сектор и во приватниот. Се тоа мерки кои ќе мора да поминат преку локалната самоуправа. Значи, ние имаме многу работи кои што како зелени би ги барале и кои што треба да се спроведат преку локалната самоуправа, но главно, генерално е заштита на зеленилото. Тука многу градоначалниците некако несериозно се однесуваат кон зеленилото. Знаете, го сметаат честопати како празна парцела. Го гледаат како градежна парцела, вика, тука нема ништо. Ова ќе расчистиме само што има дрвија, нешто остатоко треба. Ќе дадеме на инвеститор, сме завршила работа, ќе има пари општината, ќе биде тоа подобро за едно, за друго, за трето. Треба да се смени односот на и генерално на централната власт кон локалната, но и локалната власт кон она со што располага и за што е одговорна. Што мислам со ова првото? Централната власт ќе треба да даде повеќе средства, буџетски средства за локалната самоуправа, за да не биде градоначалникот натеран во ситуација да мисли само за инвестирање и само за градење објекти како единствен извор на приходи. Не може, тоа е неодржливо. Што ќе се случи во еден момент кога еден успешен, да речеме, градоначалник фино ќе го забетонира целото подрачје на својата општина. После што ќе прави? Ќе нема каде да гради. Хипотетички зборувам, нели? Тоа претпоставувам не е возможно да се случи, меѓутоа што ќе се случи во една таква ситуација? Нема да има каде да гради. Дали општината ќе престане да функционира? Ќе нема приходи од изградба? Не. Мора да се размислува реално и мора да се размислува одржливо. Нам ни треба во Македонија одржлив развој. Токму градоначалниците се тие кои што треба да водат сметка за тоа. Затоа, значи, од буџетот треба да добиваат попристојна сума на средства со кои што ќе стопанисуваат, а тие треба покреативно да размислуваат за креативен начин на создавање на средства и приходи во општината, а не преку сечење на зеленилото и бетонирање. И еве пак доаѓаме до жените градоначалнички. Јас сум убедена дека жените по својата биолошка природа сме повеќе приврзани да водиме сметка за здравјето на луѓето. Дали поради тоа што жените носат генерации, се грижат за генерациите и ја прават таа обнова на генерациите, тие водат сметка во каква средина ќе им се роди детето, во каква средина ќе им расте и во каква средина ќе живеат. И затоа верувам дека жените градоначалници повеќе ќе водат сметка за животната средина, за овие еколошки аспекти и повеќе ќе водат
сметка за ресурсите, за одржливост на сите ресурси околу себе. Така што еве и уште еден додаток зашто треба повеќе жени во политиката и конкретно на градоначалнички функции. Во пресред на локалните избори се забележува одредено веќе политичко раздвижување, иако се уште сме на десетина месеци, може да се каже, пред самите избори. Како го коментирате ова раздвижување во различните политички блокови? Како го коментирате што дури најлутите некогашни противници Црвенковски и Георгиевски решија да седнат на иста маса? Ке тргнем од последново. Мислам дека тоа ќе се покаже како непродуктивно. И мислам дека не е природен спојот на, токму, како што кажавте, на лути противници. Сепак потребно е да има некоја идеолошка поширока макар рамка зошто некој се здружува. Не е доволно да биде здружувањето само за да урнеш некого. Треба да одиш за нешто. А не е логично одам за да рушам нешто. Тоа не ми е доволно јак аргумент и мислам дека и голем број граѓани кои што се гласачи, било на СДСМ, било на ВМРО Народна, тоа нема да го разберат и нема да го оправдаат. Мислам дека е непродуктивна и дека е неприродна. Од друга страна, природно е да има раздвижување, затоа што локалните избори се многу значајни, локалната власт е се помоќна, се повлијателна и нормално е дека се врши едно пребројување на моќта, на силата на партиите на локалните избори. Дали е прерано? Не би рекла дека е прерано. Мислам дека е сериозно политичките субјекти да почнат последната година пред локалните избори да бараат и кадри соодветни, и програма соодветна да подготвуваат и да ги промовираат и кадрите и програмата пред граѓаните. И мислам дека со текот на годините ние се порано и порано ќе одиме со подготовка, како систем, зборувам, како држава, со подготовка за одредени избори, онака како што прават организираните земји, и тоа е фер кон гласачите да знаат за кого можат да гласаат и за која програма да се определат, да не биде тоа нешто склепано на брзина во 1-2 месеца пред изборите. Има ли сила трета политичка опција да се појави во Македонија во контекст на овие политички раздвижувања во пресред на следните избори? Поединечно сила, ако собереш, може би и да има. Меѓутоа, таа не е организирана. И во моментов мислам дека не постои можност за реорганизација на таков начин. Но може да има како трета можност или трета, четврта, 13, зависи колкав број субјекти ќе се појават самостојно, кои што покрај двата големи блока ќе излезат самостојно. Инаку, една работа е интересна на локалните избори, граѓаните се многу повеќе склони да гласаат за независни листи или за листи на помали субјекти, затоа што човек што го знаат. Тогаш блиска е таа врска, од комши им е човекот и токму знаат дали тој човек она што го зборува држи, дали може тоа да го спроведе и дали е човек за верување. И освен тоа, како што веќе претходно спомнав, многу повеќе се мобилизираат луѓе од локалната средина за одреден човек и за одредена опција. Да не заборавиме дека на минатите локални избори имавме многу голема разлика помеѓу гласовите добиени за градоначалници и гласовите добиени за советници. Значи, иста листа доби многу повеќе за градоначалник, затоа што тука се бара некоја гаранција, сигурно, освен тоа мнозински е системот, човек на човек, и тука веќе е борба на големите слонови, така да речам, нели? Така, тука нема место за газели, кои што би победиле. Исклучок би било ако некој победи за градоначалник, би требало да има извонредно висок рейтинг како поединец во одредена средина, но пак без поддршка од некоја голема коалиција, тешко дека би можел да биде избран. Но што се однесува до советничките листи, огромен број гласови, некаде, ако не се лажам, околу 100.000 гласови отидоа за други партии и над 100.000 гласови отидоа и за независни листи. И мислам дека тоа е и убавината на локалните избори и затоа толку и би се радувала кога, ако се договориме и внатре во партијата, не си давам за право да излезам со став, ние немаме официјален став ни внатре изградено, но и
и заедно и со коалиционите партнери да одиме самостојно оти. Убаво е да можеш навистина и да ја испромовираш својата опција целосно и природно е на локални избори секој да си ја покаже силата и на некој начин коректно е да може да се споредиш со некои други колеги од други партии, да се види колкава е поддршката за една или за друга опција. Е голем предизвик за мене како политичар вака со долго искуство, мислам дека е еден голем предизвик. Господјо Поповска, ви благодарам што бевте гостин во 24 анализа. Благодарам. Вам, драги гледачи, ви благодарам што бевте со нас и оваа вечер. Пријатно.